Асан, Асан, тој ја крши вратата, потоа влегува внатре, ја граба девојката. Браво! Не е Асан, туку Хасан. Не е прата, туку врата. Добро. Добар ден, како сте? Кој е овој? Роднина ни е. Хаджи Али, дојди. Ти ли дојде? За убаво нека е тетко Фатма. Ви дошол роднината. Зошто дојде? Да ве прашам како сте, што правите? Добра ли си? Како можам да бидам добро? Зарем не знаеш што направи твојот луд брат? Во право си. Луте, чукнете, ама брат ми има добро срце. Ја засакал Хатиџе, што може да прави? Не може да ја сака. Гладен со гладен, ако легне ке се роди питач. Во право си, тетко Фатма, ама и Хатиџе го сака Хасан. Од дрво маша и од сиромав паша не бидува. И тука си во право. Секако дека сум во право. Ние ја дадовме девојката на џабар. Зошто? Затоа што на богатиот и петилот му носи јајца. Добро. Ти ако така викаш? Така викам. Ти кажи му на твојот брат да не трча веќе по керкаме, ете толку. Не грижи се, тетко Фатма. И така е во затвор, брат ми. И да сака не може да дојде. Добро. Добро ли? Добро, добро. Нема никаква вест од мојот Хасан. Што ли му направија на мојот Хасан? Дада Хатиџе, Ти ли дојде Хаджи Али? Донесе ли некоја вест од мојот Хасан? вујко ми е во затвор. Сака да те види. Рече да најдеш начин и да дојдеш. Слушна ли Кадифе? Мојот Хасан ме викнал. Секако дека ќе одам, трчајќи ќе одам. Одиш? Секако дека одиш. Ако сакаш ки кажеме и на мајка ми, ќе направи една тепсија пита па да му однесеш на Хасан, а? Дадо, ти полуде ли? Каде ќе одиш? Зарем ќе те пушти мама? Зарифе, така е. Мама ни за жива глава не ме пушта. Денес одморете се убаво. Наскоро повторно ќе се симнеме долу. Внимавај, некој доаѓа. Стој, не мрдај! Еј, не пукајте. Господинот Петрус ми испрати. Не се приближуе, кажи од таму што имаш да кажеш. Петрус сака да ве види. Нека дојдат скришно во конакот. Важно е, рече. Од каде да знам јас дека тебе Петрус ти испратил, бе? Оп! Не пукајте, ви велам, бре. Господин Петрус ги испрати овие. Полу е кесето, Димитри. Добро. Кажи му на Петрус дека ќе дојдам. Ајде, губи се сега. Спремете се. Сега ќе им покажеме. Што е, каде вака? Рековме да го прошетаме малку намик. Како што е дојде, не е излезен од дома, мамо. Не мачете се. Не, какво мачење? Човекот вика не сака да оди. Да, како може да не сака? Сака. Да одиме кај реката Батонамик. Ке се луламе на лулашката. Добра. Секако ни дошол гостин, да го прошетаме малку, да му го покажеме селото. Нели така, Намик? Може. Се разбира, може, да. Мамо, воопшто не ми се допаја како изгледа Хатиџа. Ајде, види ја. Нека дојде и таа, да земе еден воздух, да се прибере малку. Ајде да одиме. Добро.
Нека прошита. Додека се исуши да се вратите. А, Ајде, вратете се брзо. А јас од тука додам кај Хасан? добро, пак ќе се најдеме тука. Немој да доцниш, Хатидже. Оди со здравје и врати се со здравје. Ами, не грижете се. Каде оди, сестра ви? Кај својот сакан. А, Ти имаш ли сакана? Господине Джабар, добре дојде за убаво. Господине Стефан, добро се најдов. Со среќа нека е. Ке си ја зел керката на Рами сага, а? Ке ја земам. Со среќа нека е. Дојдовме да купуваме за чеис. Извади да видам од најубавите ткаенини. Ај да видам одвезената свила. Кај се одело во невестинска куќа само со ткаенина. Се жени големиот Джабар, Джабар не е било кој. Ке ги наредам најубавите подароци, нека видат сите, нека се чудат. Право си. Добро. Ајде, покажи ми ги тие подароци, сакам да ги видам. Гледај, сервис за кафе, за чај, за шербет. Разни сервиси за јадење. Се што ти душа сака. Само вие одберете си. Господине Джабар, сабајлево дојде твојот иден дедо Рамисага. Зеде таков голем зет како тебе, а лицето воопшто не му се смееше. Ич не му се смееше. Нели ова е Хатидже? Каде тргнала вака? Јас ке се врачам за кратко време. Хатидже, терката на млекарот, да не дојде да го посетиш Хасан. Дојдов да го видам Хасан. Значи така, а? Значи така, а? Сестра? Овој внук му на тетен Хидает, нели беше во лицето со акни, со клемпави уши, како од земја дезникнал еден никаков човек? И јас така се сеќавам. Е, ова дете, машала, многу убаво. Не е, душо, не е до толку. Така, ти не разбираш. Ова дете многу е убаво. Ама изборувањето му е различно. Зарифе, знаеш што видов јас синоќа? Што виде? Кога дојдоа војниците, овој твоев се уплаши, побегна во плевната. На вистина? На вистина, бе? Е, види, душа излегува навика на менува. И кога беше мал беше ваков. Бук ќе му направиш, ќе ги наполни гаките. Ама јас не сакав тоа да го речам.
Што сакаше да кажеш, сестро? Јас никако не можам да сватам. А секако дека не ме разбра. Зошто се уплаши овој од војниците, а? Затоа што е плашлив. Уф, како не? Во неволја е, затоа се уплаши, да знаеш. А зошто Намик да биде во неволја? Во право си. Значи Намик не е во неволја. Зарифе, нели пред малку рече дека Намик е грд, со акни, со клемпави уши и таков неугледен? Да, реков. Кажи ми тогаш, како се смени толку ова дете? Не знам. Не знаеш? Зарифе, овој Намик не е тој Намик. Аха. Веднаш се враќам, сестра. Зарифе? Умрев од страв. Се извинувам, те уплашив. Не е важно. Што правиш ти сама во шумава? Не сум сама. Излеговме со сестрите да се прошетаме. Ми дојде малку жешко, па реков да ги ставам малку нозете во реката. Разбрав. И ја излегов така малку да се прошетам покрај реката. Некако многу е жешко, нели? Така е. Затоа оваа река изгледа пресушила. Така е, Зарифе. Сакаш ли да ти кажем зошто времето е топло? Може би од годишното време, нели? Сакаш да научиш за годишните времиња? Кажи. Земјата се врти околу сонцето. Така? Така. Види, ова е сонцето. Ова е земјата. Полека се врти околу сонцето. Се приближува, се оддалечува. И околу себе, и околу сонцето. Прави еден круг, една година. Ова е сонцето. Ние сме тука и полека се врти. Моја Хатидже, за 2 дена ќе ме ослободат. Мулам? Ќе ме ослободат, ти велам. Види, откако ќе ме ослободат, од тука ќе излеземе, од тука ќе одиме оттаму. Што зборуваш, не те разбирам. Велам дека ќе избегаме. Што? Да, ќе бегаме. Да бегаме ли? Ќе бегаме, ќе се најдеме кај каменот со дрвото. Тој камен е знак на нашата љубов. Ни носи среќа. Ни носи? Ни носи и нема да не разделат. Не можат. Јас ќе ти пуштам Абер преку Хаџи Али и таму ќе се најдеме. Добро? Што шушкате вие таму, ше? Велам, те сакам. И јас тебе те сакам. И јас те сакам тебе. Господине офицер, сакам да се видам со командирот Джезми. Командирот Джезми не е тука, отиде во вилаетот. Ај, белја работа. Еве го дојде. Добро утро, командире. Добро утро, Джабар Ефенди. Веднаш ќе формираме еден батальон за следење. Ќе бараме еден многу опасен бегалец. Разбирам, командире. Еден од осомничените за атентатот врз султанот се докаже дека е тука. А ако го најдеме, ќе бидеме славни. Сите нека бидат спремни. Разбирам, командире. Повели Джабар Ефенди. Командире, може ли да се видиме на кратко? Повелете, влезете. Каде ли остана оваа Зарифе? Емине! Дојди малку да ја полулаш, Пембе. Ќе ти пречи ако седнам до тебе? Ти можеш да седнеш каде сакаш, Намик. Многу ти се сладки сестричките. Така ли викаш?
Намик, да си жив? Значи, Хатидже не го сака касапот, туку го сака Хасан, а? Тоа воопшто тебе да не те интересира. Намик. Внимавајте на батонамик, девојчиња. Јас да ја побарам Зарифа, си изгуби некаде. Навистина е толку големо сонцето како што викаш? Многу е големо. Огромна огнена топка, поголема од песочан. О, навистина? Да, Зарифе. Зарифе, Да. пи. Пи што? Пи една бројка. Сакаш ли да ти објаснам? Објасни. Види, запамти ќе ти притреба. 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 3, пи. Бројка пи. Бројката пи. Може да ти притреба. Пи. Зарифе? Да. Утре. Не утре, не, значи задутре? Задутре. Може тука повторно да се најдеме. Други работи ќе ти раскажам. Не знам како, дали ќе успеам. Пембе? Пембе! Што се случи? Пембе? Што се случи? Се онесве. Чекај, смири се. Падна од лулашката. Мислам дека рамото изгледа. Што ќе правиме сега? Земи ја, Пембе. Што правиш, бе? Што се разбираш ти? Чекај, многу добро знам што правам. Добро. Помина. Конечно ќе бидеме заедно, Хатидже. Јас да си ја спремам торбата. Што ми излеза од тука, ќе избегаме. Види. Господ нека ви придаде на моабетот. Имам добри вести за тебе, кројачу Хасан. Така ли? Уште долго време ќе бидеш наш гостин. Што? Џабар Ефенди те тужел, ме чу? Си се обидел да го убиеш, ака? Што зборуваш, бе, ти, командире? Бесилка, за ова е наградата. Што сакаш ти да кажеш, командире? Зарем ти не ме слушаш мене? Најмалку уште 3 месеци ќе бидеш тука. Што? 3 месеци? Што? 3 месеци? Што ми се случи, батонамик? Падна од лулашката. Не се сеќаваш? О, да не го изгубила помнењето ова? Да, и ти што зборуваш? Добра ли си, куклички, а? Чекај сега да видиме. Боли? А вака боли ли? Боли ли? А вака кога правам боли? Убаво. Немаш ништо, ете. Од каде го знаеш ти сето ова? Што од каде знам? Па ете како вака и помогна на Пембе, јас тоа те прашувам. Јас? Ова... Хатидже доаѓа. Хатидже? Хатидже? Ајде. Спремни сме да го бараме бегалецот. Ќе почекаме до утре, командире. Многу се брзате? Ама, господине, ги слушнавте наредбите на валијата. Што побрзо апсење на бегалецот? Ги знам наредбите од валијата и не треба да ме подсетувате. Ако за вакво нешто одиме без однапред подготвен план,
Тоа ќе му биде од корис на бегалецот. Ама господине... Командире, вие сега не брзете. Почекајте до утре. После ифтар ќе се собереме заедно и ќе направиме план. Ти ли ќе ми солиш памет мене со 19 години? Ирно! Nalevo! So 10 čekor napred marš! Мајко! Мајко! Што се случи? Пембе падна од лулашката. Што? И излезе рамото. Што? Намики го врати на место. Како? Батонамик ме спаси мене. Значи Намик те спасил. Добро. Господе, работите се измеша. Не можам да излезам на крај. Девојчето му го дадовме на Джабар Ефенди, ама дали направивме лошо или добро, не знам. Девојчињата ми се налутија. А зошто се налутија? Со деца една мака, без деца друга мака. Ама ми прекипе. Покажи ми го правиот пат. Ми се смачи веќе од се. Леле, војска доаѓа. Јас не сакав така да кажам. Погрешно ме разбра. Милостив Господе. Добар ден, Рамис Ефенди. За многу години, командире мој. Каде вака? Да не има мобилизација? Да не е случајно прогласена? Не току трескај, Рамис Ефенди. Од вилаетот ни наредија. Бараме опасен бегалец. Добро правите, добро правите. Да не виде некој непознат тука. Не видов. Да видев некој непознат, ќе го препознаев сигурно. Ви ветувам. Ви реков дека работата е сериозна. Името му е доктор Мустафа. Доктор Мустафа? Доктор Мустафа? Не видов. Не му пишува на челото доктор Мустафа. Рамис Ефенди. Молам. Види уште еднаш ти кажувам. Ако видиш некој непознат тука, веднаш да ме известиш. Молитвата почна. Ајде јас да одам. Господи, чувај не од бели, од душмани, од зверои, од непознати лица кои што ни штетат. А тој што ќе го види и нема да ни каже или го крие дома, тешко нему. Ако го видам, ќе ти кажам, командире, и ќе го познам. Здраво живо. Дојдов, жено, дојдов. Каде се девојчињата? Сите до една се горе. Зошто? Јас не можам да им наредувам, Рамис Ефенди. Погледни каде сакаш. Угоре е високо, удолу длабоко. Јас само толку ќе ти кажам. Гулапчиња, гулапчиња, гу-гу-гу. Гулапчиња, гу-гу-гу. Гулапче, гу-гу. Гугуче. Дојди, хатиче.
Види, кога беше мала, најмногу со тебе игравме. Ајде пак да играме, гулапче мое, гу. Каде беше? Кај комшијата. Што јадеше? Попара. Што скрши? Чанак. Ајде кажи. Види, Хатиđe, дадениот збор е исто како фрлена стрела. Назад не се враќа. Ти ако ме дадеш на каса под Джабар Ефенди, јас никогаш нема да ти проспорам, тато. Чевко. Каква среќа сум имала јас. Колку црно ми се пишувало мене. Се уништи, сестро, доста веќе. Хатиđe, корка леп не ставе во уста од Сабајлево. Те молам изеди малку заради мене. Не сакам. Барем напис од млекото. Ако не пиеш млеко, нема да растеш. Мојот лав гние в затвор. Ќе остане 3 месеци. А до тогаш мене сиротата ќе ме омажат. Треба да го спасиме Хасан од затвор. Ама како? Хаджи Али рече да ископаме тунел. Може така? Ај, не трескај глупости. Кој може да го спаси Хасан? Кајмакамот. Точно? Точно. Точно. А кој ќе го убеди Кајмакамот? Не знам. Кој може да го убеди? Па кој друг? Татко ми. Многу се блиски. Точно. Точно. И зошто татко ми би му помогнал на Хасан? Знаеш дека му е многу луд. Татко ми воопшто не го жали Хасан, ама ги жали тие 5 кутри деца. Точно. Фатма. Молам. Ништо. Како ништо? Ти ми велиш мене Фатма? Јас ти велам молам. Ти ми велиш ништо. За ништо ли ме разбуди ти мене? Ништо сакав да речам, ништо реков, заврши. Господи Боже. Господи Боже. Фатма. Молам. И Хатиđe го сака Хасан. Ние девојчето му го дадовме на Джабар и готово. Секој момент можам да се предомислам. Што рече ти? Што рече, кажувај, што рече? Секој момент можам да се предомислам, реков. Да не му го дадам девојчето на Джабар Ефенди. Ке те задавам. Сакаш сега да те задавам? Ама душо, Фатма. Сакаш ли да те задавам? Олека. Немој да ми велиш душо мене. Ние му го дадовме девојчето на Джабар и готово. Сега кажи ми ти мене, кој е оној намик? Намик де? Рамис, те прашувам кој е оној намик? На Хидајет? Ова? Не. Внукот на Хидајет? Не. Внукот на Муневер? Не. Внукот од тетка Муневер на тетин Хидајет? Не, ти реков не. Го прашав јас како се неговите, тој ми рече добро се. Учтиво дете? Се лошо ли да рече? Рамис Ефенди. Молам? Кажи, брати на Муневер, нели беше Худаверди? Татко му на намик? Така ли беше? Худаверди нели падна од чатија и почина? Ти не му отиде ли на погреб? Отидов ли? Да, ама претера. Кој е ова момче? Не кажувам. Ке ми кажеш? Не можам. Ке ми кажеш? Не можам да ти кажам. Ке ми кажеш? Не можам да ти Ке кажам. ми кажеш, ти реков, ке ми кажеш. Не можам да кажам. Ке ми кажеш, ти реков. Не ми викај. Така? Така ли? Слушај сега. Оној намик. Не му е внук на тетка му Муневер, на тетин Хидајет. Не му е.
Овој намик, не можам да ти кажам. Ке ми кажеш. Ќе се уплашиш. Ке ми кажеш. Моje е да кажам. Ајде, Слушај, ајде кажи. овој намик Е, еден од противниците на големиот султан Абдулхамид. Ако го уапсат, ќе го обезат. Ќути, велат дека и цитовите имаат очи и уши. Ќути. Спите, девојчиња, спите! Мајка ви биде глуше, затоа викаше. Ќе земам лопата да го отепам душецот сега. Ќе го отепам наместо. Кој беше тоа момче? Кој е момче? Немој да ми се преправаш, Зарифе. Кој беше тоа момче? Бога ми, не разбрав. И тоа како разбра? Те видов. Прашувам, кој беше тоа момче покрај реката? Зарифе? Аха, тоа момче. Никој, ти го знаеш Бајтар Ефенди. Тој е внук на Бајтар Ефенди. Алекс, па тој е учител. Што бараш ти со тоа момче христијанин и тоа така скришно му обетење? Сестро, погрешно си разбрала. Нели ти реков учителе? Јас отидов да пијам вода. Затоа отидов и се сретнавме покрај реката. Ми раскажа за... Што ти раскажа? Ова... Знаеш ли ти дека земјата се вртела околу сонцето и така се формирале годишните времења? Немој да ми раскажуваш приказни. Ми се ти викам, сестро. Вака земјата тука стои и се врти околу сонцето. После дојди си, оди си, дојди си и ете ти лето и зима. Доста, добра. Види ваму, ти спобудале ли? Немој некој да те слушне. Уште еднаш нема да зборуваш со тоа момче, разбра? Ама сестра... Зарифе? Добро, добро, добро. Чичко Рамис, и вас ве стави во неволја, нели? Не, воопшто не станува збор за тоа. Чичко Рамис? Молам. Вие сте многу добар човек. Благодарам. Многу сте добар, ама не сакам да ви бидам товар. Чекај. Кој е таму? Кој е таму, велам? Чичко Рамис, јас сум. Тоа е кај макамот. Дојди кај макаму. Кажи ми што бараш ти тука во ова доба кај макаму? Лошо е, вестите не се добри. Што има, Диловер? Нема многу време, слушајте ме убаво. Себаљево ни пушти Абер, ме викна на состанок во вилаетот. Знам, кај макаму. Јас дојдов кај тебе, офицерот ми кажа. Мустафа, дојде наредба од Истанбул. Дознале дека се наоѓаш во Македонија. Сите се мобилизираат со целата најдат. Проклето нека е. Јас го знам тоа. Оној суровиот командир формирал една војска и го бара на секаде Мустафа. Да, се формира баталион за следење. Мустафа, не ќе можеш веќе ни носот да го вадиш од оваа куќа. Чичко Рамис, молам. И ти како мерка на предпазливост, кажи им на сите дека имаш еден гостин далечен роднина. Така нема да се сомневаат. Ќе им кажам кај макаму. Кажи им дека дошол внук ти Намик. На сите ќе им кажам дека Намик дошол кај нас. Некој време ќе биде вака. А потоа ќе најдеме некој решение. Ќе најдеш кај макаму. Ќе најдеш. Не плаши се, не плаши се. Аја. Емине, како што ти кажав, оди директно кај Меријан. Во ред ли е душичка? Во ред, сестра. Браво.
Mustafa! Stani! Ajde, stani! Vidi, od сега pa natamu, tvojeto ime je Namik. Namik. Svrti ja glavata. Namik! Така, гледаш? Намик. Ajde, dojdi, pomogni mi da stanam. Ajde, pomogni mi da stanam. Ajde, pomagaj. Dobro utro, Čičko Ramis. Ajde, op. Ajde, ću da se izmočam. Така. Ajde, dojdi, Namik. Tetko Meirem! Tetko Meirem! Tetko Meirem! Tetko Meirem! Емине, што е, душичке, што се случи? Да не се случи нешто лошо? Не, Tetko Meirem. Најдовме начин да го спасиме Бато Хасан од затвор. Како? Кажи. Nemoj da zaboraviš, Ramiz Efendi. Na site će im kažeš дека Namik došao. Vaka nasmejan. Srećan će rečeš Namik dojde kaj nas. Ajde kaži još jednaš, Namik dojde kaj nas. Mojte devojčinja. Рамис! Molam! Тргни се! Ти! Ne, Fatma, ne može, Fatma! Ама сакам да поразговарам со тебе нешто. Ќе зборуваме, душо, ќе зборуваме меду. Кога ќе се вратам од работа, ќе позборуваме. Сега! Веднаш ли? Сега велам. Господе Боже, ќе се убијам. Ајде, дојдов. Дојдим натре. Тоа момче денес ќе ја напушти нашата куќа, Рамис Ефенди. Не можам, Фатма. Како тоа не може? Сакаш ли сите да глиеме по зандани? Ај, Господе, јас мислев ке играм на свадбата на керка ми, а види ке гнијам во зандана. Нема да речеш што сум туку, што ке бидам, а? Ај, Господе. Не плачи, Фатма. Не плачи. Не можам да го фрлам детето на улица. Сакаш ли ти сега да те задавам, а? Да те задавам. Ке те задавам. Сега ке те задавам. Сега. Што? Дојде комшиите. Комшиите дошле. Трни се. Ова жена или мене ќе ме задави, или тајар ќе го задави. О, Господе Боже. Знаеш, Намик дојде кај нас. Арно? Знаеш, Намик дојде кај нас. Намик дојде. Спиши. Крупни се раѓаат децата на касапите. Да си жива и здрава. Најубав збор кажа ти денес. Го чувте аберот за бегалецот? Сомнителниот за атентатот врз Султанот се криел тука некаде. Што се случи, тетко Фатма? Нема ништо. Слушнавме дека Султанот, ако го фати, ќе го исечел на парчиња. Нека го исече. И не само тоа, и сите околу него ќе ги убиел. Нека ги убие. И тие што му помагаат, што го кријат, сите ќе ги убиел. Ќе ги убие? Господе. Здраво живо. Намик дојде кај нас. Тетко Хафизе! Знам. Намик дошол кај вас.
А? Кој е овој? Пријатен ден, господје. Кој тој? Е овој де? Овој? Овој? Тој? Кој бил тој? Тој е наш роднина, не ви кажа? Не, кој е? Кој бил тој? Кој бил тој? Тетин Хидет го знаете, нели? Па тој има керка, Муневер. И ете, незиниот внук Намик се вика, да, Намик се вика. Намик де, Намик. И ете, нашиот Намик дојде кај нас на гости. Намик. Еде, Намик. Пријатен ден, господјо Бедија. О, пријатен ден. Ако не си разбрала да ти кажам и тебе, Намик дојде кај нас. А кој ти е па тоа, Рамиз ефенди? Нели, ние имаме еден тетин, тетин Хидает. Тој има ќерка Муневер. Незиниот син Намик е. Епа убаво, Арна. Ете, дојде. Добре дошол. Пријатен ден. Пријатен ден, ајде. За многу години. За многу години. Добар ден. Ете така, командирот сформирал батаљон. Ако го фати бегалецот, ќе му ја скине главата. Нека му ја скине. Зарем така се спротивставува на султанот, бе? И на другиот свет му е голема казната. На грешниот, тој што му помага, и исто му се пишува како нему. Се молам само Господ. Само Господ да го поживее султанот. Господ да го поживее. Господ да ни го поживее султанот. Кај нас Намик дојде. Господи, Добре дојдовте, командире. пријатен ден, господи. Бараме еден многу опасен бегалец. Да не сте виделе вие некој непознат тука? Што е, Фатма? Што ти има, Фатма? Ништо. Јас да најдам една шамија, ќе дојдам. Држи се, Фатма, држи се. Ако го видат детето. Рамис, зошто ми го направи ова? Ах, Рамис, што да правам сега? Што да правам, Рамис? Леле. Како си, тетко Фатма? Како си, тетко Фатма? Добро. Значи, вие сте му роднина на Рамис Ефенди? Да. Како се викаш? Намик, внукот на тетин Хидет. Тој е Намик. Намик, значи? Да, Намик. Имаш лична карта? Што го испрашуваш ти нашиот внук? Тој е наш внук. Не го испрашувам, господјо Фатма. Само се изборуваме со Намик. Остави, не го испрашувај ти нашиот внук. Тој е наш внук. Ти оди, види, барај го бегалецот. Се крил тука некаде. Ова е наш внук. А бегалецот сакал да го убие султанот. Оди, најди го него. Ова е нашиот внук. Одиме. Пријатен ден, господи. Пријатен ден. Добро. Седни, Нина. Ајде, Фериде, ајде. Светнувам кондури, ајде повелете, светнувам кондури, ајде повелете. Слушај бе ти мрсулко. Светнувам кондури. Што правиш ти тука? Нека се посраметат тие што го ставија вујко ми в затвор, дедо Рамис. Светнувам кондури, светнувам. А ти бе, зошто ги носиш овие? Остави, дедо Рамис, мајка ми браќата дома чекаат. Како ли ќе поминат 3 месеци? Ајде, 3 месеци ли? Господе. Чекај бе, деца, што правите вие тука? Ние трпиме и шиеме, дедо Рамис. Зошто правите вака бе, деца? Ќе го пуштат вујкови?
Дедо Рамис 3 месеци немало да го пуштат Вујко ни, ние ќе умреме од глад. 3 месеци ли? Можно ли е такво нешто? Не, дедо Рамис, ќе умреме. Господе. Да одиме, Чамуран. Ајде. Дојди. Ајде, пријатно. Ајде, довидување. Господа те чува, Фатма. Ајде. Зарифе. Викни го вамо намик, нека дојде. Бргу. Добро, мамо, добро. Ајде. Село ке нас дојде. Фатма! Ајде, Бедија, што ти е тоа во раката, а? Е, што да биде? Носам подароци од зетот. Ајде, викни ги девојчињата, соберете се. Си ме барала, војна Фатма? Те викнав, синко, те викнав, ама после ќе зборуваме, сега не може. Види, имаме гостинка. Бедија, ова е Намик, нашиот гостин, Намик. Намик, ова ли е? Добре дојде, синко, добре Добро ве дојде. најдов. И вие добре дојдовте. Убаво момче било. И многу учено зборува. Јас сум стројничката Бедија. А ти Ерген ли си, синко? Сега не му е ред од Бедија. Ајде влези внатре, да ги видиме овие, ајде. Ајде. Хатиџе, Зарифе, Вахиде, ајде влезете внатре. Не грижи се кај мака му. На сите им кажав дека Намик дошол кај нас. На сите им кажав, Намик дојде кај нас. Убаво си направил Чичко Рамис. Со Господ на помош да ја средиме и другата работа, Господи. Чичко Рамис? Молам? Ти да не си загрижен за нешто друго? Да, загрижен сум, во право си. Што се случи? Што е? Ова, нашиот кројач Хасан, всушност многу сум му лут нему, ама 7 души рани. Сите се скршени од тага. Причина? Причината е што 3 месеци ќе лежи в затвор. Зошто толку долго му трае оваа казна? 3 месеци ли? 3 месеци. Јас немам врска за ова. Како може вака? Па што ме прашуваш мене, ти си држава? Ти ако не знаеш, јас ли ќе знам? Ти се молам. Писар? Писарот не знае. Писар? Не знае, велам. Повелете, господине, кај макам. Викнете го командир Джезми, нека дојде. Аха, тој знае. Веднаш? Сигурно знае. Види ги колку се убави овие. Многу ми се допаднаа, Бедија, многу. Не само тоа, да ги видиш филџаните од порцелан. Жими Бога подароциве, како да дошле од Сарајот. Да знаеш да си го цениш зетот. Знам. Што се овие, мамо? Подарок, сине. Детево не знае што е подарок. До сега нема добиено подарок. Вашиот зет Джабар Ефенди не ве заборавил ниту вас. Ете, земи. Колку е убаво. Воопшто не е убаво. Остави ги, сестро. Многу лошо мирисат. Ете ти деца ко деца. Зарифе. Многу се лоши, не ми се допаѓаат. Што име на девојкиве, Фатма? Што може да им е, Бедија? Станале едно со сестра им, ама залудно. Ајде, јас да си одам. Добро. Фатма, на девојкиве да им го дотера шумот. Многу се аздисани. Во право си, Бедија. Татко им дава многу слобода. Ама, тука ми стои стапот. Ајде, остани ми со здравје. Добро, многу ми се допаднаа подароците, Бедија. Да си жива и здрава, остани со здравје. Ајде. Викни ми го Намик, нека дојде. Што е, мамо, што се случи? Не зборувај многу, викни го, ти реков. Веднаш викни го да дојде. Имам едно прашање до вас, командире Джезми. Повелете. Кројачот Хасан. Да. Ке ми кажете ли зашто е виновен и која му е казната? За многу работи, господине Кајмакам. Го нарушил редот и мирот.
му се заканил на еден од почитуваните лица во нашиот град, на Джабар Ефенди. Тоа е само една калга помеѓу двајца занетчи. Друго? Влегол со сила во куќата на Рамис Ефенди. Нели е така, Рамис Ефенди? Не е така. Како не е така? Не го тужам. Господи Боже. Избега од затвор, господине Кајмакам. Па тогаш вака. Според законот треба да му се укине казната. Значи, 1 по 2 еднакво на 2. 2 дена го државте затворен. Сега веднаш да го пуштите. Ама, господине Кајмакам. Веднаш реков. Може да излезеш. Што ти се случило на раката? Личи на рана од куршум. Кажи да. Јас одлучив да си одам, Вахиде. Мајка ми те бара. Продавачу на туршија. Да ти кажам и тебе да ти олесни. Кај нас дојде намик, за него го зедов овој душек. Ти се плупнам во душекот. Рамис Ефенди. Молам? Нешто да ти кажам, Рамис Ефенди. Кажи. Знаеш дека ич не те сакам. Знам. И ти мене не ме сакаш. И тоа го знаеш? Знам. Немој многу да му веруваш на господинот Кајмакам. Ме разбра? Тие се менуваат, ние остануваме. Затоа, уште еднаш, ако се обидеш да ми се мешаш, а поготово, сакаш да го искористиш Кајмакамот, тогаш да знаеш дека лошо ти се пишува. Ме разбра ли, Рамис Ефенди? Рамис Ефенди. Што е? Дошол внук ти, Намик. Намик дојде кај нас. Поздрави го. Ќе го поздравам. Пред 2 часа се сретнавме со него. Ќе го поздравам. Нема потреба ништо да кажете, војно Фатма. Јас и онака ќе си одам. Ви благодарам многу за вашето гостопримство. Ве молам, простете ми. Залудно ве ставив и вас во неволја. Ве молам и Чичко Рамис, поздравете го многу од мене. Чекај да видам, чекај да видам. Почекај. Земи ги овие, ќе ти се најдат. Благодарам. Не можам да ги земам. Ќе земеш, ти реков, ќе земеш. Ајде. Мајко? Братучет ви Намик, ќе си оди, деца. Не оди, бато Намик. Жал ми, ама морам да одам убавици мои. Мамо, кажи му на бато Намик да не си оди. Ајде, дојди. Што се случува? Тато, бато Намик сака да си оди, кажи му да не си оди.
Што ти е тоа на количката, Рамис? Душек ли е? Да, Душекот за намик ли е? да. За намик го купив. Добро, добро. Што чекате, девојчиња? Ајде, носите го душекот натре. Доста спиеше на земја. Дојдете ваму, дојдете лабови мои да ве видам. Како сте? Како си бе? Како си? Вато? Мирем. Животот во затворот многу ме промени. Многу созрев, Мирем. Многу созрев. Не радувај се напразно, кројачу. Слушни ме сега внимателно. И за најмала грешка ќе бидеш затвор. И понастрано од девојката. Во Истанбул работите се измешани. Османлиите се сардисани од сите 4 страни. Слушам ќе го сменат падишахот. Ако не денес, тогаш утре. Македонија е буре вар од Димитрии. Овие предели ќе ги распорчат, ќе ги поделат. Во оваа мешаница тоа што е наше ние ќе го земеме, Петрус Ефенди. Оваа земја е наша и ние нема да престанеме. Кажи што сакаш. Ќе влезете во Учана. Таму тутунџијата вели ги организирал сите муслимански селани против бугарските и влашките трговци. По тие цени да не ни го даваат тутунот. Види го ти него. Ако оваа земја ни припаѓа нас, тогаш и тоа што расте на неа е наше, така? Ако не разбира со убаво, тогаш со сила ќе разбере. Ќе му ги запалите амбарите со тутун и обесете го да го види цел народ. Зем. Бит ти будеш. Каджи Али дошол. А ти ли дојде? Вујко ми излезе од затвор. Навистина ли? Тој после ќе те чека кај каменот со дрво. Кажи му дека ќе дојдам. Одам, девојки. Одам ке мод Хасан. Земи, Вахиде. Зарифе. Стави и кај мене.
Дај ми мене. Лавови мои. Пазете, а мајка ви додека ме нема. Ти не грижи се, Војко, ние ќе ја чуваме. Браво. Откако ќе ја грабнеш Дада Хатиџа, нема ли повеќе да се вратиш, Војко? Може ли јас да не се вратам? Може ли? Ке се врати. Секако дека ќе се врати. Штом ќе се венчаме со Хатиџе, ќе се вратиме. Добро? До тогаш Рамис ќе ја свати работата и ќе ни прости. Не е ли мерем? Се разбира, ќе ви прости. Хасан, земи ги овие. Еве. Одите на туѓо место, додека да си ја средиш работата да не си зависен од Не никого. мерем. Не можам да земам. Ако не ги земеш, нема да ти простам. Навистина не знам. Што ќе правев без тебе мерем. Види, штом стигнам во Битола, ќе најдам некоја работа. И ќе ви пратам пари во ред. Во ред. Ајде. Дојдете. Дојдете вамо. Лавови мои. Лавови. Тебе како да не те бакнам. Мрсулку мој. Земи го овој, Војко, ако те фата да се одбраниш. Добро, добро. Ајде. Ајде. Прости ми, Вахиде. Простено ти е. Прости ми, Зарифе. Простано ти е, сестро. Земи го ова. Не можам да го земам. Зошто не го земаш? Нели го сакаше? Ќе го гледаш и ќе се сетиш на мене. Не сакам вака да испадне. Немам друго решение. Не можам да живеам без него. Не сакам вака да биде, тато. Прости ми, тато. Доаѓам, Хатиџе, доаѓам, моја Хатиџе, доаѓам, доаѓам. Камено со дрво. Дај Боже да ни донесеш среќа.
Дојдов моја хатиџе, дојдов моја хатиџе, дојдов моја хатиџе, копнеш мој хатиџе, дојдов моја хатиџе. Стој, не мрдај! Кој си Го ти? фативме бегалецот. Бегалецот ли го фативме? Некој не шпионира моја хатиџе, не шпионира некој. Моја... О! Те сакам. Чукаю